нашата утринска тема, која што ја најавивме и кажавме кои и детали можеме да ги слушнеме во однос на темата. Тоа е за формирање на геопарк во Македонија, односно иницијативата која што е за формирање на МАГ геопарк во регионот на општините Демиркапија, Кавадарци и Евгелија, кој е регион со многу богато геолошко, природно и културно наследство. Но оваа тема повеќе во продолжение ќе позборуваме со Владо Србиновски, кој што ни доаѓа од Балканската асоциација за алтернативен туризам Балканија, која што на нашите гледачи им е многу добро позната, како и Балканија, така и Владо, кој е наш редовен гостин, кога имаме новитети кои што би требале да ги соопштиме, а МАГ геопарк е една од нив. Добро утро, Владо, и добре дојде. Добро утро. Јас би сакала пред да објасниме што всушност представува геопарк и која е дефиницијата на УНЕСКО за ова и докаде е ова иницијатива за МАГ геопарк. На почетокот на нашиот разговор воведно малку да се информираме за туристичката сезона која што е пред нас, докаде сме со тоа, има ли напредок, има стагнација, знаеме со пандемијата, што се случува, одиме ли малку чекор по чекор понапред? Па се надеваме дека ќе се придвижи развојот на туризмот, поточно зголемен број на туристи, бидејќи пандемијата навистина остави траги, направи влијание и врз навиките на туристите и врз безбедноста на туристите, а и можноста за патување беа ограничени и автоматски најпогодена област во Македонија беше туризмот, но се надеваме, веќе туристичката сезона започна, се надеваме дека ќе има и сигурно дека ќе има позитивен фидбек, но секако нема да можеме брзо да се вратиме на поранешната состојба, затоа што има и други влијанија, како што е светската криза, економска, војната, која што сепак и директно и посредно влијае и на обемот на патување и на обемот на туристи. Но се надеваме дека ќе биде подобро и дека таа претходна тенденција и насока на зголемување на бројот на туристи и наоѓање ќе се зголеми во следниот период. Да. Неодамна пристигнаа првите туристи во Охрид, нели гостителите се подготвуваат за престојната туристичка сезона. Имавме информација дека дел од нив и мака мачат во однос на вработени, односно тие кои што треба да бидат дел од персоналот кои за жал одати надвор од нашата земја. Сега тука исто постои еден проблем со кој што се соочуваат или се соочуваме сите ние, бидејќи и од тоа се состои. Таа состојба најмногу остави трага на квалитетот на персоналот и на отпуштање на луѓе кои што работат во туристичката гостителската дејност и знаеме дека тој профил на луѓе кои што се сервис на туризмот и гостителството се ствара со години, а тешко се задржува. И затоа тие последици ќе бидат и ќе остави трага. И ќе ги почувствуваме, но добро е што се мрдна работата од таа мртва точка во која што беше во однос на пандемијата и одиме чекор по чекор во остварување на тоа кое што е зацртано во однос на туристичка сезона, туристички дестинации, примање на туристки и представување на тоа што е наша македонска традиционално. Ќе зборуваме и за она што е главна наша тема, тоа е иницијативата која што ја има за формирање на МАГ геопарк или создавање на геопарк во Македонија. Докаде се со тоа, првенствено за иницијативата, ќе позборуваме за што би значило МАГ геопарк во Македонија, но да им објасниме на гледачите за геопарк или дефиницијата за тоа што значи геопарк. Што значи во контекст на развој на туризмот и обидот за формирање на МАГ геопарк, кој во суштина ќе има најголем инпут и најголем принос покрај зачувувањето на геовредностите на регионот што го претпоставуваме и афирмација на туризмот и правилно и раководење со регионот кој што ќе биде представен во тој геопарк. По дефиниција геопаркот е дефинирана територија која што има меѓународно значење. Геовредности со меѓународно значење. УНЕСКО како организација која што се грижи за вредностите природни, културни и геолошки на територија на целата земја има дефинирано европска мрежа на геопаркови и глобална мрежа на геопаркови, како што постојат азиска, афричка и други мрежи на геопаркови, меѓутоа глобалната мрежа на геопаркови опфаќа 161 геопарк кои што се под заштита на УНЕСКО, а во Европа се 81 геопаркови од
вкупно 44 земји. Што значи геопаркот е дефинирана територија која што има покрај геолошко и меѓународно значење. Ние во контекст на развој на туризмот, заедно со една групација на луѓе и институции и поединци заинтересирани, се обидуваме да создадеме услови за прогласување и за заштита под УНЕСКО геопарк на територијата на Кавадарци, Гевгелија и Демиркапија. На основа на нивните карактеристики, веќе е почната иницијатива, благодарение на еден наш активист од Македонија кој моментално живее во Австралија, Игор Ристовски, кој неговата визија за прогласување на геопарк и благодарение на современава технологија може да го координира процесот, а неколку поединци и невладини организации вклучени во иницијативата се обидуваме да ги реализираме активностите за да ги доведеме до фаза да се исполнат условите што ги бара УНЕСКО за прогласување на геопарк. Рековме дека тука влегуваат дефинираната територија е на трите општини Кавадарци, Гевгелија и Демиркапија. Сите тие имаат одредено геолошко значење и културно и природно историско значење. Тука влегува наоѓалиштето на лорандит или рудникот Алшар, кој што е од светско значење по својата вредност минералот лорандит. Потоа влегува вулканскиот геотермален комплекс на Кожув, клисурата на Демиркапија, кој што има покрај геолошко, има и различен вид на биодиверзитет, птици и значење на ова дефинирање на геопаркот. Тука влегува и заштитената висоравнина Витачево од регионот на Кавадарци, така да таа дефинирана територија што ние ја предпоставивме дека има геолошко значење и можност за развој на туризмот и на воопште економски развој на регионот, е доставена до представниците на УНЕСКО, кои што констатира дека е територија со огромен потенцијал и дека ги исполнува прелиминарните услови да биде прогласена за геопарк. Секако, за да биде под заштита на УНЕСКО треба да се исполнат многу повеќе критериуми и услови кои што ги пропишува УНЕСКО, но ние чекор по чекор се обидуваме да дојдеме до фаза да ги исполниме тие критериуми и да ги и тие индикатори кои што ќе доведат до прогласување, и во контекст на тоа ние веќе 2 години оваа иницијатива трае и веќе се случуваат некои нешта, но за жал за време на пандемијата се забавија и затоа имавме само 2 онлайн конференции со учесниците и заинтересираните за геопаркот, а сега конкретно пред неколку кратко време имавме и конференција во живо со учество на многу значајни учесници на конференцијата, а како ментор на целиот процес за прогласување за геопарк се појавуваат Универзитетот од Фиренца, представници од Универзитетот од Фиренца и Универзитетот од Ферара во Италија, кои што веќе го минале тој пат за конституирање на геопарк и нивното знаење и искуство за нас е добродојдено и нивна добра желба да бидат учесници и да помогнат во формирање на тој геопарк. Тие беа присутни со своји излагања на конференцијата што се одржа во Демиркапија, во организација на локална невладина организација Стена Стенае, како организатор на конференцијата, со помош на средства од Централна европска иницијатива. Тоа е донатор кој што возможува, во тој повик возможува организирање на меѓународни настани и размена на знаења. Конференцијата многу добро помина, бидејќи на конференцијата учествува 5 универзитети, универзитетите од Ферара и Фиренца, потоа од Дануб од Австрија, од Виена, универзитетот од Нови Сад, нашите 2 универзитети Гоце Делчев и Кирил и Методи од УКИМ од Македонија, со представници со своји излагања, со своји ставови за иницијативата, како и имавме геопаркови кои што веќе се функционални. Геопаркот Караванке на границата меѓу Словенија и Австрија, представник од тој геопарк кој што ги пренесе нивните знаења, потоа од геопаркот Ѓердап од Србија и ВИС од Хрватска.
сите тие заедно со помош на амбасадата од Италија и представник од Министерството за животна средина и други представници направија една убава атмосфера и убав печаток дека ние како потенцијал можеме да го употребиме, да го доведеме до одредено ниво, за да може да биде прогласен за МАК геопарк. Очекуваме дека инпутот од прогласувањето на геопаркот ќе биде општо корисен за целиот тој регион и воопшто за афирмација на целата земја, а секако директно ќе влијае на локалниот економски развој, ќе влијае на афирмација на туризмот и секако ќе влијае на локалното население да се вклучи и да се организира, да дава туристичка понуда, да има бенефит директен во својот животен стандард и најважното рековме да ја афирмира земјата како дестинација. Да, од она кое што е дополнително во склоп на сето тоа објаснување за создавање, односно иницијативата за создавање на МАК геопарк, и тоа велите дека тоа ќе значи чекор напред за нашата земја кон реализирање на нашите стратегии и амбиции, кон биодиверзитетот, односно кон европска интеграција и глобалните напори за заштита на биодиверзитетот и разното наследство на планетата, кои пак се витални за опстанокот на човештвото, и тоа е клучно во односно тоа што би сакале и да оставиме на нашите идни генерации. Моето прашање во соработката со градовите, со градоначалниците на овие градови, на Демиркапија, Кавадарци и Гевгилија, какво е разбирањето, каква е соработката, колку тоа може да го забрза или да го забави овој процес во зависност од тоа, нели, самото гледиште кое што го имаат оние кои што се на чело или кои што се началници. Делот од конференцијата беше и опасностите што произлегуваат од климатските промени. А за да се справиме со опасностите или предизвиците што следат од климатските промени, ние мора да ги следиме геолошките промени во минатото. Учејќи од минатото, можеме и да предвидуваме или да се справуваме со проблемите и последиците што може да дојдат, и затоа се значајни геолошките истражувања и следење, како и геопарковите, кои што се повеќе унапредување на она што го има територијата што е предвидена во геопаркот и зачувување на биодиверзитетот, зачувување на културата, традицијата, вредностите и секако вклучување на локалното население во економски прогрес и развој. Во првата фаза кажав дека одредена групација на луѓе, индивидуалци, невладени организации повеќе ентузијастички започнавме со иницијативата, а сега работиме и веќе имаме разбирање од градоначалниците од општините, бидејќи сето тоа што се прави е во интерес на локалното население од дефинираната територија каде што се овие три општини. И очекуваме нивно посилно вклучување и нивна посилна поддршка за идните активности, за да дојдеме до завршниот проект за номинација на прогласување за геопарк. Ние имаме уште долг пат да изодиме за да направиме повеќе мали проекти, повеќе мали сегменти што ќе ги унапредат односите меѓу релациите меѓу општините и луѓето и ќе ја подигнат свеста на луѓето за потребата од геопаркот и заштита на природната средина и создавање нова и квалитетна туристичка понуда. И очекуваме дека тој процес подолго ќе трае, меѓутоа не се откажуваме, сметајќи дека потенцијалите ги има и печатокот после оваа конференција што се одржа и оценката од Светската туристичка организација која што ја следи оваа иницијатива и рефлексијата што ја дадоа представниците од УНЕСКО за квалитетот на конференцијата е многу позитивен и само не охрабрува да продолжиме понатаму, да реализираме нови проекти, нови сегменти за да можеме да ги исполниме тие индикатори што ги бара УНЕСКО да биде прогласен за геопарк и веруваме во успех во еден подолг процес, меѓутоа со побрз развој отколку што на почетокот предвидувавме да дојдеме до номинација и до прогласување до геопарк во оваа територија. Ево во секогаш имаме многу што да кажеме на овие теми од Балканија и времето брзо минува и така и сега и брзо ни минува времето. Да. Една минута знам дека требаше да најавиме нешто што ќе се случува настапно, што ќе се случува кој што сакавте да го споделите со огледачите. Во контекст на ова што го говориме, сега после разговорот со вас во 10 сатот почнува конференција, тоа е промоција на програмата од ЦЕИ, Централна европска иницијатива, каде што донатор е италијанската влада,
каде што може да се аплицира за проекти, а ние како заинтересирани во овој случај програмата предвидува размена ноу-хау знаење на земји кои што се од југоисточна Европа и членки на Европската унија да споделат и да пренесат одредено знаење на земјите аспиранти за Европска унија. Ние сега ќе спремаме проект со поддршка на италијанската амбасада во контекст на развој на состојбите во геопаркот и очекуваме сега да аплицираме со нов проект и да го добиеме, а да го подигнеме нивото на свест и да донесеме стручни лица од Италија кои што ќе пренесат нивното знаење и искуство на нашите локални чинители во туризмот и во регионот на геопарк. Благодарам, Владо. Повеќе за останатите активности на Балканија во иднина ви посакувам успех во оваа иницијатива и во работата за создавање на геопарк во Македонија. Се гледаме во следна прилика. Продолжуваме со останатите наши теми.